Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, благодарам за присуството. Премиерот Мицкоски и политиката во земјава е сведен на таблоид. Наместо решенија и одговори за проблемите со кои граѓаните се соочуваат, сведоци сме на празни изјави на премиерот на ниво на жолт печат, без суштина, без реална политика. Ова не е политика, туку дефокус. Дефокус од катастрофалната состојба во земјата, од реалноста и од проблемите, а тоа е примарна цел на тендер коалицијата ВМРО-РЗНОМ. Додека течат криминални тендери зад грбот на народот, му се сервисираат измислени афери, црни кампањи и јавен линч врз опозицијата. Последниот пример. Сите да се занимаваат со лажните вести на Алфа ТВ и црната кампања на ВМРО против мене со Жан Митрев, додека се увезуваат 10.000 економски работници. СДСМ уште во декември најави дека постои дупка во буџетот и дека во државата нема пари. Владата го потврди тоа со ново задолжување од 1 милиарда евра преку еврообврзница, со што се докажа вистината за која СДСМ говореше. Сега треба да се пополни дупка од 2 милиарди евра, кои недостасуваат, како што објавија британските медиуми, кредитите од 6 милиарди евра за пополнување на дупките од буџетот се дел од договорот. Пред нос ни носат 10.000 економски работници, додека на граѓаните им се сервираат измислици. Така функционира оваа власт. Нема одговор за дупката од 2 милиарди евра, нема одговор за минималната плата од 600 евра, нема одговор за катастрофалната економска состојба во државата. Стандардот на граѓаните опаја секој ден, власта не презема ништо. Нема одговор ниту за изолацијата. Нема одговор за ништо во однос на криминалните тендери кои што ги објавуваме скоро секојдневно. Има само дефокус. Ќе објават една лажна вест за зграда во Дубај, а во позадина ќе протуркаат декрет во собранието. Целото внимание намерно се насочува кон нешто измислено. Ќе објават нова измислица. Освен зградата од 42 ката во Дубај, некое патување во Дубај преку Венеција. А во позадина се протнува закон за странци како вовед во носењето на мигранти, односно економски работници. Објавуваат лага на Жан Митрев на Алфа ТВ. Нов фабрикуван случај рекет, а под маса си делат тендери. 161 тендер за една фирма, 50 тендер за фирма преку општините, 1,2 милиони евра тендери преку пошта. 9 милиони евра тендери за фирма со двајца вработени. Во следните денови следат нови бомби. Нашиот АКТ тим работи врз основа на информации кои што се аплицираат на нашата антикорупцијска платформа. Огромен број од информациите доаѓаат од членови на ВМРО-ДПМН. Ниту една институција досега нема преземено ништо за ниту еден од овие огромни скандали. И секој пат исто се креираат лажни вести за СДСМ да демантира. Да не попречат во објавувањето на нивниот криминал, да не попречат во работата која е во интерес на граѓаните. Никој да не зборува за скандалите на власта, сите да се занимаваме со непостоечка зграда во Дубај, со измислена афера која служи како дефокус од главната тема мигранти за пари. Видовте што прават преку дел од медиумите. Видовте обид да се руши однатре. И нема застанат. Немаат одговори за мигранти, за тендери, имаат пари да купуваат луѓе. Затоа, почитувани граѓани, да знаете, секогаш кога ќе излезе некоја измислена, фабрикувана афера, тоа е дефокус. Секогаш кога ќе прочитате текст од кујните на ВМРО, вие почитувани граѓани, треба знаете дека се случува уште една голема плячка за вашиот грб. Права дефокус за вие тоа да не го видите. Планот е едноставен. Изолација,
избори, па мигранти за пари. Но разоткриени се и ова нема помине. Секој нивни чекор го знаеме однапред. СДСМ ќе продолжи во борбата против криминалот и корупцијата, против изолацијата на земјата. Власта ќе ја вратиме во рацете на народот, за политиката да се врати на интересот на граѓаните и квалитетот на нивниот живот. Не ни треба еден лидер, нас ни треба систем, ни треба Европа. Благодарам.